Не бе не, дали на вистина СДСМ се дере, фатете го крадецот. Па луѓе овие, ова е навистина забегано. Поголема глупост не сум слушнал. Држат пресови и луто обвинуваат дека некој од власта го пуштил Груби да избега. Груби, човекот кој беше прв вице-премиер во нивната влада и кој беше пали гаси за СДСМ. Човекот кој кога ќе речеше оп, тие само прашуваа колку високо. Па луѓе, самиот Филипче призна дека Дуи ја трошеле СДСМ и дека тие како партија биле сервилни кон Дуи, а Дуи демек ја злоупотребиле нивната широчина. Ова не се мои зборови, туку на самиот Филипче, истиот Филипче, кој беше министер во истата влада во која што беше Груби. Влада која не само што не го санкционирала криминалот или пак го гонела, туку криминалните одлуки ги носеле заедно на седници на кои биле присутни министрите од СДСМ и тие на Дуи. Па луѓе, само ние во Алфа во време на владата на СДСМ и Дуи толку прилози сме направиле на тема лотарија и спорните тендери, што мислам дека пена ни фати устата. Така што и да велите, не знаевме ние, затоа не го гоневме, не ви држи вода. Па американската амбасадорка Агелер кажа дека никој во оваа држава не бил изненаден. Токму така никој не беше изненаден. Доволно медиумите објавуваа, ама тогаш гласот не допираше до СДСМ, до обвинителството или пак до полицијата на Спасовски. И сега истото СДСМ, коите како што призна и самиот Филипче го чувале Груби и не го пуштале од фотелја за да не им падне владата, сега се дере, вие го пуштивте, вие имате договор со него. Луѓе, навистина трагично. Не треба да се занимавате со Тошковски. Тој и полицијата си ја заврши одлично работата. Сега предизвикот е на друго место. Сега зајакот лежи во правосудството, а таму сите знаеме каква е работата. А ако се суди по нивните првични постапки, навистина постои сомнеж дека сето ова може да биде за џабе.